Утрото е најважниот дел од денот. Утринското кафе е првиот ритуал. Првата најава на денот кој доаѓа. Ние ви нудиме енергично и динамично будење, со актуелни теми, анализи и дебати. Утро кое ќе ве подготви за политичките, економските и културните предизвици кои ги носи времето во кое живееме. Утринско еспресо со Златев и Боцевски. Секој ден од 7:30 часот наутро на Радио Лидер и на lider.mk. Добро утро, почитувани слушатели, грипови во Скопје. Не само грипови, ладното време создава и настинки. Време е за еспресо со Златев и Боцевски, кој уствари е турско кафе. Това ќе забавим. Да. Знаете, утро е, а наутро е многу битно да се придонесе за дигестијата, а ова е многу подобро од турското во таа работа. Ивица, наш гости на ова утро е Јанаки Митровски, адвокат. Да, прв пат имам чест да го запознам, само преку телевизија, вака порано сме го гледал. Представник на помладата генерација на адвокати кои полека го преземаат приматот и ги испраќаат во пензија овие по-искусниве, имаат и малку поразличен начин на комуникација. Facebook, Twitter. Се времето си го прави своето, тоа е убава работа. Добро утро, Јанаки. Добро утро, Доро Најдов. Сава фала по младата генерација, иако влегов во средни години официјално. Од пред 2 години не пензионираме ние никој во однос на социјални мрежи, ја користам само Facebook. Чека, ова нова, кога се влегува во средни години? Од 35 до 55, нели сте во средни. За покојни Саво Коцарев, ти си малолетник. Да, Саво беше, мислам и... Само до крај си беше со точната... Не, последните 2 години тој беше стар на 90 години, меѓутоа мислам дека 90 на година практикуваше право, после веќе годините го стигнаа, што вика. Институционална меморија, видиш. Постариве адвокати, што знаме, се покојната мајка моја беше адвокат и ние ја учевме имейл како да отвори. Сега тоа веројатно некоја смена на генерација, иначе од социјални мрежи само Facebook користам, Twitter никогаш не сум имал, Instagram колку да нервирам керками. Да, но тагирам. Колумнисти на неделниот вестник Фокус. Да. Тоа е малку денес поразлично се практицира и правото. Денес правото има многу повеќе односи со јавноста од порано. Па сега би те лажал да ти кажам дека не е тоа така и дека односот со јавноста не е важен, меѓутоа не знам дали придонесува новиот бран на користење на социјални мрежи повеќе за експонираност на адвокати или повеќе ни прави бења. Тоа не можам да знам, меѓутоа сега знаете како не сме 24/7 адвокати, веројатно некогаш сме и граѓани, а јас сум застапник барем на тезите дека не смееме да бидеме амеби и барем за оние битни политички збиднувања мораме да имаме и став и тој јасно и гласно да го истакнуваме. Ивица, правничката професија никогаш нигде не била одделена од политиката, затоа што правото политички се креира, законите се креираат во собрание. Да. Па не е само тоа, туку еве низ историјата знаеме важни правници кои што биле и политичари истовремено и така. Обама, да речеме. Цицерон, ја мислев, ама добро се. Цицерон. Да. Обама уште некои 2-3 милиони има да помре. Обама се. Значи види, Обама излезе од нигде никаде, стана председател. Историјава прво да видиме да го... И наплаќа $200 за предавања сега. Види, јас со Љупчо зборам, за мене нека зборот кој што сака, за мене тоа е форма на корупција. Форма на корупција се слагам затоа што Тереза Меј земала 3 милиони фунти одговори од кога престанала да биде премиер. Кој сака да служи Тереза Меј? Бил Клинтон имаше, например, Клинтон, индустрија цела. Тони Блер е најефтин уствари. Тони Блер видео врска да ви се обрати на настана 70.000 евра. Не, иако да бидам искрен. Ама одамна беше премиер. Било интересно за слушање. Не зборам за интересно за слушање. Тој само што мислам дека само што падна од власт, тогаш имаше серија писања за држање на предавање по арапски универзитети, а претходно му проблематизираа пар договори со Саудиска Арабија, со делот. Да. И тоа е некој начин на многу поголема корупција, инаку во западните земји, знаете како јас сум Кираџи, кој што беше доктор од Америка, дојден тука на проект да работи,
Кај нив нема може мите дека нема корупција во земјата, наспротив има многу легална корупција. Кај нив има нешто што се вели лобисти, као легално корумпира. Ама види, има и апсолут, има и корупција. Нема корупција на така ниско ниво колку е нас, со 100 грама кафе, со да треба на доктор, можеби и затоа не е толку видливо, затоа што од друга страна види се, од друга страна и војни се креираат за Не, пари. ама пази се, ова е во целиот Медитеран ако гледаш, дури овој дел од Шпанија, Португалија, Италија. Оваа култура или кафенце вака онака. Постои. Што Јужнијачка. и не се смета за корупција, знаеш се. Ако Ја познавам. Ке бркаме погрев, ке бркаме вештри како таму речеме дека Ја познавам еден човек што им го препродава вискито на докторите, пошто добиваат многу виски луѓе. Знаеш, им го откупува по ефтини цени и после го продава, ама не види. Не види, да не ја држам до тоа се липче често збориме корупцијата нама каде високата политика Па се знае нормално. преку буџетот се среќава со високиот бизнис таму корупција. Не може или кај нас буџетот таму или корупција. користење на државни алатки и Добро, примена сила за бизнис. Ама на крај може да се квантифицира. Да се вратиме на првата од трите централни теми ово утро. Ајде. Јанаки заедно со канцеларијата Јанаки Митровски заедно со канцеларијата Пешевски и Тимовски, од кои нели предводена во оваа иницијатива од едниот од адвокатите Драган Пешевски поднесува иницијатива до собранието. Не, денес ќе поднесе. Денес ќе поднесат После емисија. После емисијава ќе поднесат иницијатива до собранието со која ќе побараат практично ослободување на осудените од 27 април. Вие барате да бидат прогласени за невини со закон или зашто станува збор поточно да им објасниме на слушателите, затоа што синоќ ќе добив коментари од типот ама сепак Признавале вина, така, да. признаваат вина како ќе се Тоа се ослободат. ступидни коментари затоа што луѓето се правосилно осудени. Мислам, јас ги читав тие коментари, дел биле дека во најголем дел се со поддршка, дел има коментари кои што сметаат дека тоа било признавање на вина и така тие немале да може да бараат оштета од државата. Јас мислам дека на сите нив, особено на оние кои што се со двоцифрена казна затвор, веднаш да им речете алтернативата да биде излезете од затвор, а подпишете дека нема да барате оштета, нормално дека секој човек примарна му е слободата, меѓутоа тоа се фантазија моабити затоа што се луѓето правосудно осудени и нивните опции за слобода се помалце. Врховен суд мислам дека се уште се нема произнесено за дел. Знаеш како морам да истакнам дека кога се говори за 27 април се говори само за главната група. Постои уште една група која што беше претходно осудена, а тоа се оние кои што го нападнаа физички Зијадин Села. За кои што и Врховниот суд веќе се произнесе, така да за нив веќе опции нема. Страсбург е многу неизвестно како ќе одлучи, ние можеме да шпекулираме со веќе пати. Времетраењето е многу долго, тоа може уште со години да не се реши. Се шпекулираше дека во септември ќе има, октомври ќе има одлука, еве сега е јануари, февруари на прак и нема одлука, така да тоа е многу неизвестна работа и во услови кога се тие правосудно осудени нема простор да не е никој не признава вина кога е некој правосудно осуден. Морам да истакнам за разлика од Драган Пешевски, јас сум човек кој што не се бави со политика, знаете кај нас многу сите од правниците кои што влегле да се занимаваат со политика боледуваат од политиканство во обид да привлечат Еве Драган се бави со политика. Не, запиши си кои што правници што влегли во политика. се занимаваат со политиканство, дефинитивно значи тоа е точно за сите кои што во помала или поголема мера, бидејќи се обидуваат да се допаднат на се сеќавате дека еден само ова. Знаеш дека кога читаш вака извори од тоа време, за ова го винуваат и Цицерон на вајната. За политиканство За политиканство, вика дека бил извонреден правник, слаб политичар. Затоа што знаете како јас сум видел и правници кои пред 5-6 години на Богдан Илиевски му лицитираа 5 години затвор минимум за сега да говорат нешто сосема друго. Меѓутоа да не носиме дискусијата во друга насока. Јас на пример морам да бидам искрен и тоа сум го кажал на дел од тие луѓе, сум го кажал на Богдан Илиевски во емисија, на еден мој пријател кој што е заглавен на 13 години од истиот предмет, дека не сметам дека тие луѓе немаат никаква кривична одговорност, а да не го решаваме предметот дали било или не било, дали била правилна или неправилна квалификацијата, но сум застапник на тезата дека селективна правда е најлошиот тип на неправда. Цела Македонија е сведок што се случи со тој предмет, односно кога од политичко лукративни потреби на претходниот премиер и
оваа владеачка гарнитура, нели, во голема мера иста, беа од дома носени тоа беше доста комична ситуација, бидејќи во тој случај тогаш, например, нели се крсташе дека него не влијал во судството, а беа од дома носени дел од пратениците, па гласа, па им беа укинувани притвори, заменувани притвори, цели закони се менуваа. Да, Крсто Муковски се знае на кој се мисли, меѓутоа например и синот на Владанка Вировик, цел кривичен член во кривичен законник се смени само за да може апелација да му изрече алтернативна мерка, така да тука Елизабета Канчевска-Милевска ден денеска гледам се суди, као демек се суди, додека знаете како не може повисокиот, условно речено повисокиот ешалон на луѓе да е на слобода да се шета, па богами и да ужива во животот, бидејќи Крсто Мунуковски покрај тоа што не отиде во затвор и готовеа со разноразни тендери, Рамчило вика не знам амбасадор, сега го испратија во Црна Гора и тоа се тие награди за добро сработено, а од друга страна така наречени обични смртници, да не ги набројувам кои се скапуваат во затвори веќе 6-та година и мислам дека знаете како не е дека ќе ги пуштат како што ги пушти овие што сега ги зборувам кои што малтене не видеа ни ден затвор, туку веќе половина дузина години се во затвор и ние сметаме јас Драган и Тимовски сметаме дека е доволно, дека се доволно казнети и оваа иницијатива ако се процесуира, додека се процесуира веќе би биле и полни 6 години во затвор. Техничкиот дел, значи вие не барате да бидат прогласени за невини. Па не може со закон да се бара, тоа се митови, знаете. Да. Многу е лесно да се продаваат фантазии, со закон не можете да ревидирате судски предмети, ако со политички договор може, значи неколку предмети со политички договор ВМРО и СДСМ паѓаа на врховен суд. Данос не можете вие секако дека не можеме. Е конкретното решение законско како ги ослободува? Конкретното законско решение. Само секунда, извини. Конкретното законско решение е дека сите што се осудени до 10 години, а такви се во малцинство во тие групи, да се веднаш да се целосно ослободат од понатамошно издржување на казна, затоа што се повеќе од 60% имаат издржано, а тие што се над 10 години да им се скратат 50%, што во голема мера би значило ослободување крајот на оваа година. Сега само ова сакам да го кажам, ние одиме со иницијатива до сите пратенички групи и пратеници со цел да го заобиколиме, затоа што јас антиципирам дека Талат Џафери како многу пати досега би се обидел да ја сузби оваа иницијатива, бидејќи човекот гледа дека си дозволува да толкува и устав и да се става во улога на уставен судија и сметаме дека например ние немаше да пуштиме, не ви глумам јас патриот, едноставно јас тој грд акроним не го користам Северна и мислам дека така ќе се обидаа да не пресечат, едноставно не името на државата не е такво и ќе го отфрля. Неколку пати такви иницијативи се отфрла и вака ќе бараме од пратениците сами од внатре. Од пратеничките групи, од сите пратенички групи? Од сите пратенички групи, значи СДСМ и Можеме, ВМРО и коалицијата, бидејќи во овие партии се вклучени оние помали сателит партии, не знам, ЛДП Дом и така натаму, и партија на Турција и така натаму и така натаму. Албанските партии секако, например, тука заглави во затвор човек што му го спаси животот на Зијадин Села. И Зијадин Села го потврди тоа на... Не само што го потврди, Зијадин Села куќата си ја заложуваше како гаранција, собствената куќа ја заложуваше како гаранција дека тој човек нема да избега. Тоа е големина од села, пази. Не, нема збор. Меѓутоа, друго сакам да прашам, токму кога ме прекина Липшо, дали се користеше веќе еден преседан кој што постои со еден сличен закон? Добро. За политичко повторно, за политички затвореници стануваше збор, кога во 98-та година тогашниот парламент донесе закон со кој што излега од затвор Аладин Демири, покојниот, и Руфи Османи. Да. Го користевте ли тоа како вид на урнек, или дали? Не. Дали може да се користи тоа? Јас изворно тој закон го немам читано, бев дете тогаш, секако дека го памтам толку многу памтам тој настан дека они помина една година во затвор и веднаш по доаѓањето на власт на ДП беа ослободени со тој закон. Не, како го користевме генералниот закон за амнестија. Не беше само ДП, тогаш целокупната опозиција што не беше СДСМ застана за
а не сум сигурен дали е тоа така. Види, кога Са вие сте повозрасен од мене. ВМРО ДПМН гласаше за тој закон. Па власт бе у коалиција, тоа беше Да, дел од коалицијски договор, са не само тоа, туку претходно во едно партиско гласило кое што сега не постои партиско. Магазин близок до партијата се викаше Дело. Цела година за ова се воде расправи меѓу другото и меѓу правниците. Дека станувало збор за политичко дело и така натаму. Значи имаше тука една цела предисторија. Значи не беше сега и текна на ДП, па вие знаеш. Предисторија и начинот на кој што тие настани се случија е доста дубиозен. Не, како те затоа што знаете дека тие настани беа на ден уставен суд ја стави пред свршен чин државата. Настаните беа на изден кога се девалвираше денарот и така натаму и така натаму. Токму за тоа нели. Да. Не, како те го користевме генералниот закон за амнестија кој што беше донесен 2018 година и воглавно морам искрен да бидам со вас дека не сум преголем застапник на користење на амнестија затоа што е своевидно знаете како кога и да отидам во шутка од прозорите ни довикуваат дали ќе има амнестија, и сега тоа потикнува и рецидивизам и така натаму. Меѓутоа во конкретниот предмет никога не можам да се согласам ниту да се помирам со фактот дека оние кои што имаат употребна вредност можеме да ги помилуваме, а и не само да ги помилуваме, богами значително да ги обогатиме, наградиме со функции и слобода, што е многу поважно од сите функции. Додека другиве луѓе се заборавени на забот на времето, се чатпат се покренуваат акции за помош на нивните семејства, меѓутоа и тоа е, знаете, со ограничена мок, затоа што слободата нема цена. Не навлегуваме во тоа ние со овој предлог закон да го ниту имаме право, затоа што знаете како едно е да коментираме по Facebook, а како адвокат да коментирам морам да бидам многу посериозен и професионален, така да ние немаме право со закон да ја ревидираме судската одлука, иако јас не бев бранител во тој предмет, до душа еден од обвинетите кои што ги застапуваше Драган Пишевски ме бараше мене, меѓутоа тоа беше во 5 часот са бајле, јас не успеав да го слушам телефонот, а потоа кога видов и со кој темпо и на каков начин се води тој предмет, затоа што ако тој предмет падне на Страсбург, ќе падне од две причини, тоа повеќе пати го имам говорено, ако сакате кратко, или ќе падне заради тоа што Страсбург нема да навлага дали поранешниот председател Ѓорги Иванов имал право, дали бил член од укината 11-та или не бил укинат, туку едноставно ќе мислам дека повеќе ќе се сконцентрира на тоа дали има право да ги помилува или нема право да ги помилува. Тоа ќе биде како тоа е едната повреда, а другата повреда која што е поизвестна од оваа првата според мене да се случи е повреда на правото на одбрана во смисла на држење на маратонски секојдневни судења. Знаете како не се родил тој гений и толку способен адвокат во Македонија кој што може да се суди од 10 часот сабајле до 10 часот навечер, па утре дента пак да се суди од 10 часот навечер, затоа што тоа има серија на пресуди од Европскиот суд за човекови права кои што тоа го детектира како повреда на правото на правично судење. Нема само еден клиент ти као адвокат, следниот ден треба и да ги оставам јас сите други клиенти. Повторно е темпото кое што е наметнато и тоа се единствените кои што ќе добија Шведска и Грција како одлучија? Сега ги кажам, знаете како во Македонија многу се манипулира. Шведскиот суд го одби, не знам како се викаше дечкото, го заборив, го одби барањето за екстрадиција од причина што такво кривично дело не е предвидено во шведскиот. Јасно, добро. Во шведскиот, и тоа е еден од условите за шведскиот кривичен закон и сега знаете како од некој што сака да надва се тоа се класира дека ете шведскиот суд одлучил дека не се виновни. Значи тоа е причината, а овие што избегаваат. Дури ние кои не се разбираме управо, мислевме дека од Шведска таму гледале дека тука немаат ни право тие да навлагаат дали е или не, меѓутоа таму причината кога читате целата одлука, а не парцијално како што се дава е дека таков закон, таков член, односно такво кривично дело и навистина се работи за поново кривично дело од 2013 година, мислам дека е воведено како кривично дело. Калајџиев еднаш зборуваше за тоа, дека не може да се екстрадира поради таа причина. Тоа е во однос на Шведска, јанаки политички сега. Ова е многу важно. Очекувате ли поддршка од партиите, од кого очекувате, од кого не очекувате? И мислите ли дека можеби вие ќе бидете и своевиден камен на раздор во оваа влада? Затоа што председателот Пендаровски во неколку наврати излегува и вели дека овие луѓе треба да бидат слободни, а не им дава амнестија од друга страна. А има право веднаш да ги ослободи. Да, има право веднаш да ги ослободи.
Но амнестијата, некој па толкуваат дека амнестијата не важела за тероризам, ама ова не е ни тероризам, туку е терористичко Значи, закон загрижување. не наоѓа такви подоби и нема ограничувања зашто може, зашто не може да се даде кривичниот закон амнестија, од кого очекуваме поддршка. Се знаете како, да бидам наивен и да ви кажам дека очекувам поддршка од сите, би бил баш тоа наивен. И сега веќе бидејќи напоменавме дека сме веќе во средни години и нели со одредено животно искуство, очекувано е од опозицијата повеќе да се ангажира, иако за мене е доста индикативно што и сега да провериш на ниеден од така наречените ВМРО-вски медиуми нема да најдеш вест дека е поднесена таква иницијатива, што за мене е доста индикативно, а доста се индикативни и наративите на дел од нивните ботови по социјални мрежи дека ова било признание на вина. Значи луѓето се правосудно осудени и тука таа приказна нам ни се допаѓала или не завршила. Од се да само да бидам искрен, иако ги повикуваме, повеќе очекуваме поддршка од помалите коалициони партнери и левица веројатно ќе очекуваме и од нив поддршка, а ќе видиме како ќе се однесуваат. Знаете како ни јас ни Драган не сме експерти, нит сме даскали по овие прашања по номотехника, по изработка на закони. Законот е доста краток, содржи предлог законот е 5 члена и ние немаме никаков проблем, крај крајва и тој ми е работа, напратени сте во собрание и да го ревидираат. Таму има најмалце тројца професори. Има таму цел. Има служби и најмалце тројца професори по право кои што јас ги знам, значи Силјановска, Иванка и Димитар. Така да Стапивте во контакт со некој од пратениците? Сега не, ќе поднесем и секако би стапиле во контакт, а и со добар дел официјално ќе бараме секако да, со сите овие тројца што ги кажав, си лично ги познавам, така да ние немаме проблем за соработка, меѓутоа мислам дека малку побрз терк на работите треба да добијат и ако се оди во најдобар ред дека пред летниот распуст, сега не знам ни точно кога оде на распуст, јуни мислам дека го работат, и дека пред летниот распуст. Август. Значи тука веќе јуни би било идеално време, мај-јуни да се стави на дневен ред. Значи, ако убаво разбирам, значи сега во моментов кога ќе доставите вие во собрание, Ние го доставаме до претеничките групи. групи, точно. Отварате простор да се доработи со службите во собранието и со нив и да влезе во постапка. Да. Значи постапка да ќе подразбира полна владина нели она да се произнесе Комисија, прво читање, второ читање. Значи тоа тие причини јуни е некој оптимален ако се оди. Така, да. Ако има волја. Ако Има волја. Ако нема волја, многу добро знаете дека Талат Џафери веројатно пак ќе се стави во улога на толкувач на уставот и ќе најде фалинка кој. Меѓутоа затоа ние сакаме на таков начин. Ние затоа сакаме на таков начин да заобиколиме, не одиме директно до претседателот собрание за да му оставиме простор за маневра. Предрасуди, побарете со него средба, зашо да не? Секако дека И нема ќе му значи со 20 правници да се Не, знаете како Талат Џафери исто така дело, ако не се лажеме од претеничката група на ДУИ. Добро, но веќе беше. Башка, Талат Џафери и колегата Пешевски имаат многу слични карактерни особини, па ги познавам и двајцата, едниот ми е кум, нели? И многу наликуваат еден над друг во Физички? Не. Да не се љубители на дестилати. Да не навлегуваме во тие работи, но многу слични како карактери, само што нашиот не стана никош командант. Никош не е доцна или не, ајде да се вратиме повторно. Јанаки морам ова да те прашам. Ти никогаш не си важел за човек кој нели има некои изразето национални ставови во државава, ниту си важел никогаш за близок до десницата, сосем спротивно ти на македонската јавност стана познат нели по оние иницијативи за легализација на користење на канабис, сосем различен профил си од она што е профил поддржувач на овие луѓе. Нели кои се во затвор за 27 април, така наречените од уставобранители, сега и тоа е дискутабилно, нели? Од каде кај тебе порив токму ти да го почнеш ова? Знаете како зборот патриот, јас не го користам затоа што тоа кај нас злоупотребувано до степен на вулгаризација, кај нас на доста луѓе, не само кај нас така е,
Меѓутоа, знаете како кај нас е до степен да е тоа професија, не баре професија, јас сум патриот, не баре тоа професија. Патриотизам е интимно чувство кој сите од нас го носат, јас сум длабоко убеден во тоа дека не постои нормален човек кој што не си ја сака државата, меѓутоа не сметам дека тие чувства треба да се злоупотребуваат до степен да се представуваат како лична карактер, односно како обележје, главно обележје на еден човек. Повторно ќе ви повторам дека не навлегувам во тоа дали се виновни или не се виновни и не е моје да одлучувам, а ако сакате да бидам искрен до крај, јас и кај нас многу си дозволуваат луѓето да бидат нели експерти по се што логија, јас го немам директно гледано предметот, односно самите списи на предметот кои што се супер обемни, затоа што јас бев кај Драган во канцеларија кога му дојде пресудата и таа треба да ви кажам, значи колку до половината ми е со образложението. Меѓутоа ми пречи кога селективно се сервира правда и тоа отворено се признаваше, значи поранешниот премиер отворено се кажуваше дека тоа му било модулот за да се дојде до 8 плюс пратеници за промена на уставното име, со кое што патем не се сложив и тоа не е никаква десничарска политика, тоа е нормално рацио кај секој човек, затоа што тогаш насилството е раѓа отпор. Не само што отпор и да, во главном не сакам политичко силеџиство, затоа што токму тоа се случи и 2018 со промена на името, од една страна предложија референдум кој што го нарекува консултативен, иако во смисла на остварување на суверенитет на граѓани консултативен референдум не би требало да постои, иако во законот постои, во уставот е малку поинаку дефинирано. Така да не знам што да ти одговорам, не би рекол, знаете како јас како станувам повозрасен, левица и десница во принцип не постојат и таа парадигма е измислена за да ве лажат дека имате избор. Мејнстрим политичари во главном имам аверзија спрема нив. Не во моментов немам политичка сила во Македонија за која што би гласав, не е тајна, прв пат во мојот живот имам гласал, но сум тоа јавно го кажувам, 2016 година и 2017 година на локалните гласав за левица и тоа беа моите последни излагувања. Меѓу време не гласаш ни за левица. Не гласам во последните циклуси, не гласам за никој. Ја на последните локални избори гласав за джедаите. Добро, локални избори се малку поинакви. Од А сега гласам во аеродром, така што. А сега си во аеродром? Да. Се поскопјанчив и јас, знаеш. Дојдов, конечно ме примија. Што ти даде за ова? Да, имам потврда и точно малерот не. Дека за Скопјанец? За Стар Скопјанец? За Стар Скопјанец. Имам ги издаваат тука. Кој ги издаваат? Мене ми е жиран точно малерот. Да видиме Васко, се договориш. Он е Стар Скопјанец од Радовиш, јас сум Стар Скопјанец од Кавадарци. Глишич. Од Глишич, да, тоа е на приградска. Сега некаде дел од Кавадарци, така е, да. Јанаки одиме со еден Ивица бил, знаеш. Да, тоа е како знае како, тоа е како Беверли. Тоа е како што називаш urban sprawl на Кавадарци. Да. Тоа е на патот према каде беше една случајно го видов службено према Неготино, службено го видов. Да, првото е градската болница во Кавадарци, клиничкиот центар во Глишич, така што. Тоа е па така уствари создадено Кавадарци, две села се споиле, Глишич и Ватош и настанало Кавадарци, така што не е сега споено, секој се споено. Ние сме го направиле. Не телефонна. Одиме на Рим, така да. Одиме да види се, не знам која е Волчицата, ама Ромул и Рем се веројатно Панчо Минов и Митко Јанчев. Ако ние сме многу се разликува генерации. А тогаш Столе Андова, вие Хаджи Василев, јас сме. Они се етрурците. Добро. Да, они се претходната цивилизација во Рим. Одиме со еден блок реклами по кои се враќаме, почитувани слушатели, за централната тема од 26 натаму е тоа е 4 февруари. Дали повторно ќе имаме 27 април, пораките кои стигна од Бугарија, вчера имавме закана за убиство на нашиот председател, можеби малку индиректно, можеби е малку неодговорно. Да, и не е толку индиректно, Бога ми многу директно. Можеби е неодговорно што го ставаме ова во втор план во емисијата, но ова е централната тема, но сепак иницијативата беше причината зашто Јанаки овде, но ќе го злоупотребиме и за овие прашања. Пак те фати црвено светло. Честитки.
што туку придонесе кон загадувањето на воздухот во Скопје за близу 19 грама јаглероден диоксид. Замени го возилото со возење велосипед или пешачење и придонеси за здрав живот и чиста животна средина. Активноста ја спроведува Центарот за истражување и креирање политики, поддржан од Шведска преку Програмата за развој на Обединетите нации. Животот им носи тешки предизвици на твојот дух и на твојот организам. Знаењето ќе ти донесе сила, но карактерот ќе ти донесе почит. Мултифункционален центар за боречки вештини и спортови. The Strongest Aerodrome. facebook.com/TS Aerodrome.
се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Точно е 8 часот и 26 минути. Продолжуваме со турско кафе со Златев и Боцевски. Не направихме во меѓувреме. Ајде. Па едно доста е од Сабајле, две веќе дигестијата може да стане сериозен проблем. Да. Ивица, вчера Ангел Джамбаски индиректно или директно, затоа што кажа дека ќе го снајде судбината на Александар Караџорџевиќ, кралот убиен во Марсеј, српскиот крал убиен во Марсеј, му се закани на председателот Пендаровски. Ти веднаш реагираше со поддршка на Пендаровски. Нормално. Да, баш нормално. Нормално затоа што види. Јас не знам се дали ти ке се согласиш. Немам потреба да кажам дека кои се моите позиции, кои се на Пендаровски. Меѓутоа во моментов Пендаровски е шеф на македонската држава и врховен командант на македонските вооружени сили. Европратеник. Северно-македонската и северно-македонската. Не, на македонските. Как на македонските. Значи тука немам дилеми липче. Оваква. Мојата држава е наградена во моментот. Аплицирав за грант, те молам користи Северна Македонија. Нема шанс. Нема теорија. Види се. Јас се шегувавме баш сега со Јанаки пред да почнеме со емисијата. Сите мои животни проблеми ќе бидат решени, јас да воскликнам да живее северно. Немам намера тоа да го правам. Ништо од мојот Така грант. што грантот баре го со некој друг ентитет, некаде што ме вклучува и мене во било кој контекст. Но пази, си има оваа државни институции, на таа институција На папир. на чело на тие институции може да се луѓе кои мене ми се допаѓаат или не ми се допаѓаат, ги сакам, не ги сакам, ги почитам, не ги почитам, на тие се факт. Точка. И сега Пендаровски е мој председател и нема право. Никој, посебно не, должностник на еден сојуз и на една држава да му се заканува. Многу интересно, пази, многу чекај, интересно само Ивица што ти го бранеше вчера Пендаровски од Ангел Джамбаски, застана зад Пендаровски, За државата. а ваква реакција немаше од владеачката СДСМ. Да. Од неговата политичка партија. Ај тоа, одиме понатаму. Она што друго, пардон, мене ми пречи, е што, пази, Ма сосем обратен став има. МНР го нарече Джамбаски маргиналец. Ја не знам каков е тој маргиналец што е пратеник во Европскиот парламент. Така, да. Од друга страна, молчењето е одобрување, како беше она. Имаше ли реакција од бугарска страна некој да се огради од оваа изјава? Да го осуди? Не сосем спротивно, Бугарија вчера го повлече амбасадорот Да. од Скопје. Сега дискутабилно е тоа, може за да се покрие оваа глупоста на Джамбаски, сега го повлакаат амбасадорот. Меѓутоа види, повлекување на амбасадор е ескалација. Значи Баш. нашите дипломатски односи се во моментов се симнати на еден степен подолу. И тоа е кажано јасно и гласно, дека не се враќа амбасадорот во Македонија. Дека не видат позитивен Тоа ефект. да, види, и значи односите веќе и официјално се симнати еден степен подолу. Факт е тоа. И тоа поради претепување на еден човек во Охрид, за кој се уште е под неразјаснети околности да не. Сакам само во делов на дека сум на иста став со Буцевски за Пендаровски. Мене еден човек вчера ми коментираше на социјални мрежи, зарем вика Пендаровски го признаваш за председател. Па сега дали ја го признавам или не, или дали ми се допаѓа или не, помалку важно. Тој човек е носител на таа функција, не би го нарекол мој председател, еве би го нарекол наш председател. Јас не сум го гласал да го наречам мој председател, меѓутоа е наш председател кој што се најде на па и не е толку индиректна закана. Знаете, сите многу добро знаеме историски факти што се случило со кралот Александар и кој стоел позади таа екзекуција, искомплексирани ликови како видно искомплексирани како Ангел Джамбаски сака, знаете, да се увикуваат на историски континуитет на сега. Мислам се работи за највишна кукавица, меѓутоа во поглед имаше повик од Стефчо Акимовски дека тој човек треба да се апси. Јас тоа го поддржувам затоа што има цела глава кривичниот законник кој што е на дела против државата и високи функционери, на пример заканување и по член 309 за убиство и за насилство по член 311 најспрема највисоки државни органи е казниво, иако таму нужен елемент е да е тоа со намера на промена на уставниот поредок на државата, а не е тајна дека тој човек
апсолутно сака да го промени уставниот поредок на државата во смисла на тоа да оваа држава Сака се да ја сруши инкорпорира, така е да се инкорпорира дозволи во Бугарија, а исто така може да се најде под удари на членот 144 затоа што тој член кој што е кривично дело за загрозување на сигурноста, ако тоа се прави преку средства за јавно информирање и поради нечива меѓу другото национална припадност, а повторно не се тајна ставовите на тој човек за македонците како ентитет, како нација, како држава и така натаму, и исто така требаше да биде уопсен на излегување од македонска граница, односно пред да напушти македонската територија на онаа панихида за Мара Бунева, каде што на подбив и подсмев го, и тоа повеќе пати го има правено македонскиот народ, па тоа дури да го прави од безбедносната од комотната позиција да е на територија на Бугарија може да се гони, затоа што како и случај нашиот кривичен законник дозволува гонење и на дело кое што не е сторено на територија на Република Македонија, меѓутоа се однесува на македонски оштетени македонски граѓани, меѓутоа знаете како кај нас тоа не верувам дека ќе се случи, значи тие не сакаат да одат. Еве нели го дискутиравме дека одаа рекламите, сега Боцевски бил и амбасадор, нели подобро ги разбира тие работи што е персона нон грата, што е безбедносен дори, меѓутоа државата да сака ќе најдела до сега модул како да го спречи тој човек да влегува на територија на државата, сигурно тој нема да престане со таквото однесување, меѓутоа ете барем да не ни брца прз во око на целата држава и да ние да тоа го толерираме. Значи може да биде предлагаме да биде, односно сакаме да биде прогласен за безбедносен ризик во државата и како таков да биде забранет влез. Вие го коментирате нели она што го прочитавме како изјава, ја го гледав изворното обраќање на Нова. Во живо беше на Нова телевизијата, во Вестив го вклучија Џамбаскиот од Брисел. Сега прво самиот тој наратив во однос на Пендаровски, јас кога го слушнав со вордингот, со говорот на тело, беше онака директна закана за убиство. И втора работа, него го праша дали планира на 4, овој одговор го даде така, дали планира на 4 февруари да дојде во Скопје, и он рече не планирав, има вика други обврски, но чим вика вака се однесуваат, јас ќе дојдам заедно со луѓе од Бугарија, па да видам вика што ќе направат. Но, она што е интересно е дека министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски вчера изјави дека на 4 февруари тие ќе одлучат дали ќе им дозволат. Он ќе дојде на 3 ќе си преспијат тука. Пример, сега не знаеме кој му е планот, но дека на 4 ќе одлучат дали тие луѓе ќе бидат добредојдени да влезат во државата. Од друга страна имаме сериозни најави и една фондацијата Македонија во Бугарија, која веќе најави дека ќе го финансира доаѓањето на бугарите овде, значи со автобуси, со автомобили, на секаков различен начин. Од друга страна, македонската јавност веќе е сензибилизирана, па негуваат дека од втори ќе одат да спијат од трети ќе одат да спијат на гробот и да го чуваат гробот на Гоце Делчев, така што ние може крвав парастос да очекуваме на 4 вака по ова што кажува, доколку македонските служби не преземат нешто и не им забранат нови луѓе да влезат. Вака, јас првпат за таа иницијатива прочитав кај Милош, нели, кој што е дел од Инфомакс, и ја поддржувам, затоа што и ако бидам во Скопје, немам најави дека нема да бидам во Скопје, сигурно дека ќе бидам на 3 таму, од проста причина што, како што ви кажав, и претходно сум многу алергичен на политичко силеџество, а такво во континуитет во последниве години се случува. Знаете како кога се поставуваат нашиот државен врв се однесува, не баре ние сме инвазивни према нив, не баре ние бараме нешто посебно од нив или бараме самите да се негираат или бараме вакви или онакви услови, а не да е тоа обратно. Само би сакал да искоментирам кратко во однос на претепувањето. Прво, знаете како многу ликувања видов околу тоа претепување, мене тоа воопшто не ми се допаѓа, ние мораме да држиме до себе. Никогаш македонскиот народ не бил насилен на таков начин. Дел од луѓето ќе кажат па може би и требало, не требало, па ако сакате и по некој верско убедување е тоа така. И крај крајава, да, точно, излега многу јасни информации дека тоа дете е врбувано на овој или оној начин, затоа што до лани бил тврдокорен македонец, дека Пиринска Македонија е дел од Македонија, значи го знаеме тој типичен национално-романтистички наратив на македонскиот национализам. За сега преку ног да се нели освести
и да верува во нешто друго и да поднесе барање за државјанство, патем амбасадоров се излизга и за да ја убеди јавноста дека не се работи за криминалец, вели па тој поднесе вика барање за државјанство во декември, а нели еден услов е да имате неосудуваност, а баш во декември му се јавија проблемите од криминален карактер, инаку да бидам реален и како адвокат, количината на наркотични средства од 0,3 грама кокаин која што му е најдена без други докази, вага, малопродажба сведоци нема да доведе до обвинение, до полициската белешка е дека него го фатиле како им ги не, продал. дома му е најдено. А дома му е Дома му е најдено. На претрес дома му е најдено и тоа нема да доведе до кривичен прогон. Меѓутоа смислата на 3-4 февруари да се сконцентрираме, значи јас се плашам дека свесно се дозволува во насока на ова што вие алудирате, дека свесно се креира инцидент и тука пред се треба да бараме одговорност кај МВР. Јас се сеќавам кога беше пукањето кај Мавровка за протестите против францускиот предлог, тоа се случи, моја длабока убедување е поради пропусти на МВР. Значи не е тајна, не е тајна каде е невралгична точка на таа маршрута и дека МВР тоа не можело да го предвиди и со еден кордон тоа да го реши. Значи кој полицаец немаше таму? Значи да се разбере. Али да не завршуваме друго сакам да ти кажам. Значи немој вака. Значи секогаш треба да правиме разлика кога зборуваме за овие за служби. Ша ти пак професионалците ќе ги браниш. Апсолутно. Абе нема, ние не збориме за нив, не збориме за политичката одлука да нема таму полиција. Значи дека тој не знае. Не сакам да кажам дека таму полицијата направила план со сите точки направила. Дека некој решил да нема полиција, за тоа ви говорам. Кој е тој што може тоа да го реши? Се знае кој е првот на МВР. Значи толку. Да, истиот тој. Например, гледате, во дел на ова прашање, значи ова може многу коректно да се реши. Тие луѓе ние имаме основ, македонското МВР има основ да ги доживува, да ги прецепира како безбедносен ризик, значи тие јавно прводни, знаете како се заканува со убиство. Рацек е сечел комплексашно со џуџе растови што на фондацијава. Виктор Стојанов, дека ако некој дигнал раката, да не знам ли го видовте тоа. Раката ќе му биде исечена на било кој што ќе дигне рака и така натаму. Тие се некој Вук Драшковиќ наративи од раните. Добро, не ви напушти веднаш. Вук Драшковиќ е пристоен писател. Така, пристоен писател. Секој е добар писател тука. И во тој дел, значи, така може тоа многу лесно да се реши. Сега кој има интерес да има инцидент во тој дел, знаете како треба бидеме наивни дека не знам руска служба, америчка служба не би имали интерес тука, меѓутоа јас одговорност пред се барам од Министерството за внатрешни работи, од кој што очекувам да ми се дозволи пристојно на јас како граѓанин да се изузам ако сакам на 3, 4, на 5, на 10, кога сакам да се одржам една форма на протест таму. Тоа ќе повлече прашањето дали и тие луѓе имаат право, па немаат право, бидејќи не се граѓани на оваа држава. А дел од нив и се, Но пази, пак во право секој е наследство за осуда и ова претепување што се случило во Охрид. Нема збор, независно од причините, така, точно. Но види од друга страна јасно е се гледа дека Бугарија однапред не само тоа, него регрутира. Апсолутно. Регрутира маргиналци, регрутира луѓе така сомничави и така натаму. Се гледа толку јасно. Со вакви или онакви проблеми кои се за решавање. Се гледа толку јасно дека тој разузнавачкиот дел, тој проблем. Апсолутно. Еден мој пријател кој што е например член на СДСМ тврдо хорен поддржувач, вика вика се од тоа детево вика звезда права. Авиони доаѓаат го зимаат. Тоа со авионите, баш како правник да ти искористи. Спаска, сега ќе ви кажам, Спаска Митрева предметот ако го памтите, која што имаше обичен судски предмет за старателство помеѓу нејзи и сопругот, беше така гнасно злоупотребувано од бугарска страна. Па се одеше до таму, па му се бараше неговото етничко потекло, па татко му бил Србин, па тука бил проблемот. Човекот доби старателство, Спаска Митрова меѓувреме зема бугарско државјанство, а 10 години претходно студирала во Бугарија и не и текнало дека има бугарски национални чувства. И сега знаете национални чувства. Јас тука не се согласувам со секој како се чувствува, јас имам мојата последна колумна пишат, мојот татко тоа често го збори, сега ќе вика ти можеш и Марсовец да се пишеш, ако сакаш, сите знаат дека си влав и името ти издава и тоа не го криеш и така натаму. Меѓутоа еве да го почитуваме
тоа право на луѓето се чувствуваат како така, како сакаат, не може да ми кажат мене како јас не треба мора да се чувствам. да што сакаше значи правнички и да ми самото искористиш. име не мора да значи се. Јанаки е типично влашко име. Ја имам прадедо се вика Јанаки. Има така. Па, не знам дали Жена му се вика Панза, па не ми давате влав да се пише. Панза не сум слушал дека е влашко име. Класично. Султана, Параскева, Тана, не знам такви, да, меѓутоа, правно нешто сакавте? Во правниот дел сакав да те прашам, Јанаки, се работи за следното. Самото носење на ово момче во Бугарија. Значи, да, вие велите дека тоа не е сериозен кривично правен настан, но нешто се случило. Има истрага. Има истрага, сега. Не Ке истрага за тоа дело не може да се води типична истрага, меѓутоа се преземаат Полицијата действија поднела кривична во насока пријава. на утврдување, да. Полицијата пренела кривична пријава. Поднесена е кривична пријава по член 215 став 2, тоа значи те се цел се действија да не се свати дека е само продажба, значи се работи за дејание кое што е од областа на недозволена трговија. Во став 2 е помало количество, и тоа таму и објективно до обвинение тешко ќе дојде. Се проблематизираше дали има право да го зема да напушта државата. Одговорот е да, затоа што за некој не секоја кривична постапка или истрага може да спречува да, но тука не е да само напуштите кривичната државата. постапка во делот на напуштањето на Ова е државата. дискутабилно дали е испитан од јавен обвинител како оштетен. Втора работа, според информациите кои ние ги имаме, и се ексклузивни, ова момче нема бугарски пасош. Што значи ова момче Не, тоа е потврдено, Љупче. Тоа е потврдено затоа што Ајде решек. Воде Кеври поднел барање за бугарски Значи, пасош. он е државјанин, колку и да оди брзо, ќе потреба минава. он е државјанин на оваа земја, не е Да, на Бугарија. точно. Тоа е втора работа. Трета работа. Медицинскиот тим во Костозглобна болница во Охрид констатира кај него повреди, и тоа во Бугарија вчера го гледав на телевизија, и они ги оквалификуваа како средни телесни Не подрести. пострадали. Па кај нив може има у Кај закон. нив може има, кај нас Да. тешки телесни или телесни. Значи, Дупната му е главата, претепана е човекот, за да не го не, привилегизираме тоа. но Костозглобна болница во Охрид вели ние можеме да го третираме, нема потреба да оди во Скопје, што значи здравствените институции во Македонија имаат став дека нема потреба да оди на друго место, може да биде третирано. Се тоа дел од ова што го зборуваме со Боцевски на доаѓа драматизирање, правење циркузи, бугарски намерно. авион. Зема Владин авион. Зема Да, точно. државјанин на Македонија. Значи, зема државјанин на Македонија од територија на Македонија, кој нема никакво бугарско државјанство, има апликација, може да аплицирам за канадско и за 6 месеци да ме одбијат. Так. Не ме прави тоа канаѓанец. Да, сега си го заслужи пасошот, да. Апсолутно. Нема да ви одбијат. Како е можно, и тука се прави постапка, затоа што при вакви патување треба согласно со Министерство за правда, што не се случило. Не треба, зашо би требало? Согласно со Министерство Зашто би требало? Гледај. за здравство. Не треба ни согласно со Министерство за правда, поради, гледај се, да е тој под мерки. Така наречени мерки за обезбедување на присуство, значи, кои што не се само кај нас тоа првпат на, ако се спомне, веднаш текна на притвор и куќен притвор, значи постојат и други мерки, типот Пасош, забрана пасош. пасош, забрана за напуштање на држава, забрана за напуштање на општината во која што живеете. Има такви мерки? Како тоа да, како тоа не е случај, како тоа да се јавува во судот секоја недела, како тоа не е случај, тој слободно може, не тој било кој граѓанин против кој што има. Да, против мене има кривична постапка. Да, и ти можеш да ја искачаш можам да напушташ, идам надвор и се. државата. Сето ова ни се случува, сите овие циркузи што ни се случуваат последните 2 години, бидејќи ние немаме озбилна држава. Не немаме озбилна држава и сериозни државни органи. Имавме ние сериозни државни органи, никогаш немаше од срцето на Скопје Ангел Џамбаски да не понижува на таков начин и да си ги лечи собствените комплекси и да си го билда урнистаниот политички рейтинг, бидејќи знаете дека таа партија на последните избори, ако не се лажам, 0,13% Не го поминаат цензусот. Не, цензусот да не го поминаат. Постои цензусот. Нема. Нема 4%. 1% сигурно нема. Не, Сигурно немаат 1%.
Провери дека 1% не освои, Ајде. баш провери на последните избори, нели ба неколку. Разговарайте, ја Не, ќе не, проверам. Лизна, веќе се Лизна, по бидејќи цензусот, факт. Костадин Костадинов им го превзема приматот на Абе, не е ни битно, на И крај. не е ни битно на крај крајава нас не би Мислам, требало таа да не сцена од интересира. Македонија И сето тоа ние јас знаеме толку добро како е веќе. првенствено, нормално дека ја обвинувам фашистичката политика кон Македонија пример, меѓутоа и голем дел од одговорноста гледам и кај нашите државни органи, затоа што не само Треба што да не се чинат, заштити државата. не само што не чинат ништо да не заштитат никако граѓани, туку и Еве, да ви кажам, вкупниот процент од На изглед БНД. на БНД е 1,07. добре, значи 1%. Не, ама пак сериозна Да. партија што имала 5, 6, 7, 8, 10%. И Да, точно. 10% нема како коалиција со атака, со значи не Значи Лизна, тоа е. Лизна нема збор. Меѓутоа и не е тоа политика која што не се прифаќа во Бугарија и тоа е за жал Не само што не е мејнстрим е. точна констатација. И во тој дел најголема одговорност гледам и кај нашите државни органи кои што не само што не заштитуваат, туку одат до таму да со една политика на понизност, знаете како да излезе министер за надворешни работи во сериозна држава, како да е, да речеме Франција, Турција, која сакате, посериозна држава од Македонија. И на денот на настанот или утре дента после настанот, ајде што отишло да го посети, не замерувам. Меѓутоа изјави од типот, мене не ми е гајле што вели истрагата, политичката кариера на тој човек во тој момент би завршила. Би бил разрешен од страна на самиот премиер, Не, прво незамисливо е да се случи таква. и незамислив. Што е незамисливо? Замислете, вие са француски министер за надворешни работи, ви каже, Незамисливо. јас истражните органи наши не ги есапам, што сакаат нека Не, не, кажат. ама Крај крајава, нема никаков проблем. Ако на вистина се Или, утврди тоа, не знам, ако се Алжир утврди- да праќа авион да зема француски државјанин да го лечува Алжир. Јас немам никаков проблем. Ако се утврди дека на вистина е од тие побуди претепан и да се одговара заради тоа, Апсолутно, види, тука ќе но застанеме. тоа треба да се утврди, а не може медиуми да не судат и особено не може Бујар Османи да суди. Јанаки, ти си дел од влашката етничка заедница. Ја имам многу откај знаеш пријатели. да те прашам? Не, па он се Се изјасни, декларира, ама се се изјасни? изјасни во емисијата, да. Се изјасни, да, во емисијата. Во емисијата се изјасни. Не знам, за потекло кажа, само не се Но, изјасни. неважно. Двајцата родители. Влад, влашката етничка заедница во Македонија е многубројна заедница, заедница која живее Ако бе тука. многубројна. Па многубројна. Па види го пописов. Не. Абе добро, да, но тоа е поради асимилацијата. Некој има Да. баба, дедовци има доста луѓе. Тоа е поради асимилацијата, поради слична, нели иста религија имаме. Не, има со- и себе асимилизација многу. Повеќе интеграција неголем. Има и себе асимилизација многу, види вака се, за разлика од сите митови, влашки лобија и слични работи, јас ти тврдам и ова со нормално со голема жалост го констатирам дека за 50 години власи ќе нема во Македонија, затоа што на минатиот попис се покажа дека само 1/3 од властите во Македонија го говорат влашкиот јазик и нема сомнеш дека се работи за постариот дел од популацијата. Ти го говориш, од популацијата, да го говорам, течно. Но мимо ова, затоа што сум разговарал со луѓе од романската амбасада кои имаат прилично шовинистички односи кон властите, исто како бугарите, нели кон нас македонците. Се нема што така. Кој- Види се. Не баш така. Не, баш тоа е Тоа е нивниот национален наратив, како Ама што да- има бугари. значи, да, ама тоа е Наша работа е да Не, ама кажеме, они и ми велат, знаеш како властите се романци. Викам, не постои ниту еден доказ дека властите се романци, можеби романците се власти, не од кај знаеме и така натаму дискутираме со него. Но замисли сега е парадоксот. Замисли утре ние сме во преговори со Европската унија, сега Тоа Бугарија ќе се случи. ни вика Не, тоа на тоа споделена алармирам. историја. Да, те разбирам што сакаш да кажеш. И ни дојде Романија нас и ни вика вие треба да подпишете дека Дека властите се се романци ако сакате да влезете во ЕУ. На тоа алармираше еден мој колега обвинител, нема да го именувам сад, немам дозвола човекот да и работи во една или таква институција, не сакам да го направам проблем, кој што е доктор на науки, еден со мене лично еден од поценетите колеги. Уште две реченици ќе го Да, уште две реченици ќе кажам си више и алармираше дека, а и мислам дека и професорот Тони Десковски, бидејќи тоа јавно го кажуваше, алармираше дека тоа ќе се јави како проблем во одреден дел од преговорите од страна на Романија, и некој во Романија
од уште од независност на Македонија има опција да ако сте влав, и се тоа така се представува, меѓутоа ќе ви кажам и како во пракса, кратко ќе ви обяснам како во пракса функционира, има право бесплатно студирање, ако сте од влашко потекло, бесплатно студирање на романските универзитети во сите стадиуми, значи магистри, докторати се. И јас сакав да упишам докторат на универзитетот во Букурешт, стапи во контакт односно ми направија контакт со тука амбасадата и ви бараат да и ми вели мојот пријател, вика треба да потпишеш изјава дека си влав, знаеш, тама на работа нема проблем. И се ви ја даваат изјавата ви вели вака дека вие потпишувате дека сте влав, коса црта романец. Са знаете како и тука Коса црта граѓани на Северна. И тука коса и тука уконтав дека усвери сите власти што всушност студирале на вако се потпишале на тоа се заблагодари, велам фала, ме нема романско државјанство може ли, пошто тоа е мислам дека и такво нешто може. Мислам дека и такво нешто може. Од друга може. страна, Романија е потписник на сите конвенции за национални малцинства и за јазици и го признава македонскиот јазик, чекај. Македонскиот јазик во Романија е признан како Знаеш зашо ова прашувам? Има и паралелка. Знаеш зашо? Јас сум за овие ова ми е важно прашање за да им даеме бесплатен совет на овие камионџиеве што земаат бугарски државјанства. Нека се пишат власи, у Македонија не е проблем да се пишеш, нели дека си влав, на нотар ќе отидете пишете се власи. Не е проблем било после идете пишеш у романска амбасада, пишете се ромунци, ако сте македонци немате врска нито една со друго и земете си романски пасош без да станете бугари. Ако сакаш и во дел на нели што во конотација на тоа што кажа прескаса ти не си дел од десницата, ама реагираш на овие работи. На пример и овие работи се многу спорни за кои што сака да се пише кај нас. На пример ние трпиме лекции од држава која што, ако не се лажам, сега на последниот попис прв пат си имаше право, ако не се лажам, да се произнесете етнички, затоа што сите пописи до сега во Бугарија се или сте бугарин, или сте друго, и само во принцип таму турци се определуваат врз основа на верската. Нема графа, што можеш да избереш македонец. Не, ништо не можеш да избереш. Сам да кажеш, пиши, демек. Сем и ве ставаат во графа ду. И сега тие луѓе да доаѓа нас, знаете како и не сакам на популарност да му даваме на тој искомплексиран лик, меѓутоа бидејќи нели како главен таргет на тој наратив, дека ние сме биле примитивни и не ни било местото во Европска унија. Мислам, знаете како да трпам лекции од таков тип прво на човек кој што е отворен фашист и второ кој што доаѓа од држава која што не е баш најдобар пример за малцински права, е дискутабилно, затоа што можеме да земеме како позитивен пример Албанија. Факт е, иако состојбата на малцинствата таму е далеку од задоволителна, факт е дека за разлика од 90-тите години има сериозен напредок по тоа прашање. Не само за попис, значи зборуваме дека са конечно има и пратеник македонец, градоначалник, нешто што било незамисливо во 90-тите. Во Бугарија тоа е мислено. Но друга страна види, од секојаш па имале право на идентитет македонски и тоа да не го забораваме. Се зборуваме за државен патернизам. Дури време на Емир Хоџа, што вие интимно мислите, а што е државен патернизам. Дури во време на Емир Хоџа сепак се внимавало на тие работи и тој бил дел од таа комунистичка интернационала, знаеш, комунистите за многу работи можеме да ги обвинуваме, меѓутоа во делот на овие културни права беа прилично отворени, освен да речеме бугарите, нели? И некои други специфични комунисти, така. Уште ова Јанаки полека да затоа што јас сум со обврски, се надевам дека сме при крај, не сакам да ве форсирам. Ептен сме на крај. Гледаме случаи дека постојано затвореници бегаат од нашите затвори. Значи, ние имаме последните 6 месеци плејада на случаи на овој избегал, овој не се вратил. Последно видовме дека човек што треба да е у затвор извршил убиство. Да, тоа го видов вчера. Лани имаше случај човек или прехлани, сега веќе не се ни сеќам, човек кој треба да е во затвор прегази луѓе за киче зборам, нели, да требаш да биде во затвор, он со бракајка направи надвор, со смртни последици. 6 месеци. И доби 6 месеци. На спогодба која што не беше одобрена од семејството патем, што е услов да се даде спогодба. И
Што е ова со затвори, бе? Ја гледав статистика дека Македонија има меѓу највисоките по глава на жител бегства. Мислам, види, се не е квантна физика, мислам, корупција е во прашање, не е тоа спорно. Бегството од Идризово беше повеќе од филмско, значи не може да е грешка да значи не заџаби има протоколи, дека треба да се викне брза помош, па брзата помош да процени, човекот имаше обична ресекотина, па брзата помош да процени дали треба или не треба, и ако процени дека треба да се носи, тоаш прво се вика МВР, затоа кога се спроведуваат особено од таков тип луѓе осудени за таков тип на дела и на толку долгогодишни казни, има две пратњи на возило, значи полно со 6 до 8 вооружени овластени службени лица. И задолжително сте гледали на телевизија, се гледа притвореникот каде излегува од задниот дел од возилото каде што е обезбеден со решетки, додека знаете како мислам дека полицајците кои што по мое земале учество сега да им ја нели почитуваме презумцијата на невиност, мислам дека и веројатно и дебело искеширале затоа што се свесни дека ќе има ова последици. Не може туку така да помине затоа што го транспортираат во предниот дел на возилото каде што седат самите тие што е крајно против секој можем протокол. Повторно ќе кажам, значи вакво бегство тие полицајците не го договориле со него. Тука по линија на команда идеме прилично високо. Па веројатно и тоа така. Затоа што самиот командир кој што ја потпишува наредбата без при тоа да го видовте ли информира директорот на затворот, ќе видиме. А го видовте ли овој што се има сликано со сите можни политичари од владата, што е избеган од затвор и што го лајка на да, и од затвор му става лајк на портфолиот на најдобро. Не види. Онако тажно им джуи што плаче и му става. Види. Јас мислам дека зависне директорот на затвор да го апне на Facebook да му рече врати. Види, како секој, знаеш, секој олуја и ова ќе заврши, ова да си го забележиме. Ова е за комедија, луѓе. Не го забораваме, знаеш, пошто ќе тргне, после ќе бркаме некој Ја имам кривична постапка против мене, уопште не се плашам. Имам нешто на страна, може да подплатиме и да избегам од затвор. Може и да се пишам. Презимето ми е многу често во Бугарија, Злато, вие го немам благи вези со Бугарија. Можам и да станам политички затвореник. Не се плашам уопште од пресуда. И румунец и турчин, знаеш. Све можам. Само нека би сакал пара апели да дадам. Значи првиот апел е до сите политички партии да поддржат оваа иницијатива затоа што ќе биде исправање на една голема неправда која што се направи со законот за со селективниот, супер селективниот закон за амнестија. Значи таму требаше уште со име и со презиме да напишат кој треба да добие амнестија, а сите овие што добија амнестија, не знам, Борис Дамевски, Богдан Лиевски, она како што се вели колатерална штета, во тој случај не штета, нели свесни се тие за тоа, да се исправи една голема неправда и особено од опозицијата, а зашто да не и од партиите на власта очекуваме поддршка, затоа што имајте на ум она што го кажав, не се луѓето како 5 дена во затвор, па сега ги пуштаме веднаш, па не виделе никаква санкција, значи веќе 6-та година 5,5 години се во ќорка, што не е краток временски период со оглед на праксата на казнување кај нас која што е релативно ниска. Збориме за затворски казни и на 3 февруари јас не сум тој што треба да повикува некого, меѓутоа јас ќе бидам присутен во црквата Свети Спас и очекувам од македонската полиција да ме заштити, да не дозволува пристап на луѓе кои што се очигледно дојдени за да провоцираат и за да понижуваат и омаловажуваат. Не сум човек кој што е сем вербално физички насилен, но за себе заштита сигурно дека една табла јајца би имал со мене и тоа е максимумот што треба да се презначи, да не се прибегнува кон останати. Ако не ги искористиш, после ќе бидат ти кајгана. И ќе бидат ти кајгана и да не се прибегнува, никако да не се прибегнува кон физичко насилство, затоа што не само што е тоа погрешно, туку и тоа на нам ќе ни студи од глава. Затоа што ако дојде до физичка конфронтација, што мислите кој ќе биде казнуван? Ние или тие? Не, ќе бидеме казнувани од ние, во цел свет ќе се зборува видите какви примитивни се. Тоа е намерата. Значи си има полиција. Па си има, си нема, не знам. Нивна задача е тоа. Апсолутно, тоа зборам. Значи, до сега до тогаш полицијата треба да се ги преземе сите мерки. Направи оперативен план има. Исто така, еве, го зборувавме и овде во студио.
кружат некои информации дека наводно помалиот или поголемиот коалиционен партнер Дуи се противи на забрани. Јас не верувам во таа работа, не верувам дека гледам Дуи зашо би не гледам и зашо би се противеле. Но мислам дека треба да се изјаснат и они, затоа што нештата се Ви кренат. благодарам многу на И двајцата. да се придружиме кон апелов само. Значи 4 февруари полицијата да биде на вистина задачната и на 3, и на 4, и на 2, и на 5. И јас како Јанаки ќе бидам на 4 февруари пред црквата Свети Спас. Ја треба да се консултирам со жена ми дали ќе ме пушти. Не знам уште дали ќе дојдам, да не дам вакви широки најави. Ви благодарам многу на двајцата, почитувани слушатели, да се надеваме дека овие луѓе кои вака селективно беа осудени ќе излезат од затвор, а Ангел Џамбаски барем на некој ден така малце можеби и да влезе во македонски затвор, да види Најбо да не влага воопшто во Македонија, мислам дека тоа би било најпаметно за него и за нас, да. Затоа што така би станал жртва и ќе стане уште поголема звезда на бугарскиот национализам, ќе биде маченик. Се ние нема потреба да му помагаме, затоа што знаете како да земеме, јас не сум го читал и со ова завршувам, не сум го читал CV-то на Ангел Џамбаски и на такви ликови. Тврдам дека е празно, мимо неговата политичка активност, како фашист. Значи Диме Спасов ми е школски, сега темата ме удараш. Он си ги има овие. Да, ние средно и факултет учевме заедно, ми е драг пријател, сега те ми влагаш со... Ама и он немаше друго искуство, освен политика. Сега на 20 години стана сам сменили за што да ти кажам. Не, министар Маца Постана на 20 стана на агенција за слична и кариерата на овој. И сега Министр стана на 27. Со тоа 27 стана на 26. со тоа што Диме не е шовинист да излегува напор да повикува. Апсолутно, така да не би ги спорил тие двајца и така да не сметам дека треба да му правиме услуга на тој човек и да му ја спасуваме политичката кариера. Се согласувам, но мора да му се заблагодариме затоа што како никогаш претходно го обедини македонскиот народ во Македонија, затоа што сега и да сте симпатизер на ВМРО и на СДСМ и на Левица и на ЛДП и на било кој. Точно на обединение ќе биде. Сите се обединети во однос на ова прашање. И оно што е најдобро е тоа што кога народот е обединет, тоа значи дека политичките партии немаат никаква сила. Односно, онаа политичка партија која нема да го спроведе ова што го сака народот, ќе исчезне. Тоа е убавината и тоа е силата малку наивен на старата левичарска El pueblo unido jamás será vencido, односно народот обединет никогаш нема да биде Се дружи со мене. поразен. Да, ова јужноамериканска левица ми е всадена од ивица. Почитувани слушатели, 26.1.23 година, јас си Любчо Златев, главниот говорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија заедно со Ивица Боцевски, техничката реализација на Димитар Митровски и Горан Лазаровски.